Великден е најголемиот христијански празник, кој го одбележува и слави Христовото воскресение. Празникот се одбележува на нешто поинаков начин и обично на различни датуми, стар и нов календар, кај православието и останатите христијански вери. Празникот на воскреснувањето на Господ Исус Христос се празнува секоја година во различно време и еден е од така наречените подвижни празници. За датумот на Великден се зема првата недела по полна месечина на ден на пролетната рамнодневица или веднаш по неа. Кај припадниците на православната вера Великден секоја година паѓа во период од 4 април до 8 мај. Главното обележување на Великден се вапцани јајца. Порано се боедисувале само црвени јајца, а се верува дека овој обичај потекнува од Марија Магдалена, која според Библијата однела јајца обоени во црвена боја пред тогашниот римски цар Тиберий кога се дознало дека Христос воскреснал. Иако Велики петок е најтажниот ден за сите христијани во светот, Великден веднаш по Божик се смета за најрадосен христијански празник. На ден Великден, Великденскиот понеделник и вторник, кои се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со Христос воскресе и се одговара со ваистина воскресе. Христијаните се радуваат на великденските обичаи, а посебно децата. Во разни делови на земјата важат различни обичаи. Па така некој вапца јајца на Велики четврток, некој на Велики петок или пак Велика сабота. Некои ги вапцаат јајцата само во црвена боја или со кромит, а некои ги шараат на најразлични можни начини. За вапцање на јајцата задолжена е домакинката на куќата, која во зависност од навиките ги боедисува јајцата сама или со децата. Во многу краишта, таа прво се прекрстува, се помолува на Бога, а потоа во тенџере во кое се варат великденските јајца истура малку светена вода и тоа главно таа која е светена во текот на великденскиот пост. Според обичајот, првото јајце се вапца со црвена боја и се смета за чувар на куќата. Тоа се чува се до следната година. Во некои краишта ланското јајце чувар на куќата се става кај стоката, додека во некој се затрупува во мравјалник. Според некои верувања црвената боја ја означува божествената природа, додека сината ја означува човековата. Затоа во некои краеви јајцата се вапцаат во овие две бои. Во текот на Велика сабота, домакинките главно подготвуваат храна за Великден, а за денот Великден се станува порано и се легнува навечер порано. Домакинката подготвува вода за миење на семејството во која се става чуварот на куќата, дрен, босилек и здравец. Во многу места обичај е секој од домашните да присуствува на великденската литургија, а по враќањето дома да се омрсат прво со великденски јајца. Сите од семејството се кршат со шарени јајца и се води сметка за избор на јајцето, бидејќи во некои куќи се води сметка за победникот. Ако Великден се паѓа во време пред уште некој голем православен празник, Ѓурѓовден, тогаш во некои краишта за Великден не се јаде јагнешко месо. За Великден се меси погача, која се украсува со плетенки и во која се прават вдлабнатини, во кои се ставаат великденски јајца. И овој обичај варира од место во место. Па некаде се месат повеќе плетени погачи и потоа се разменуваат со пријателите. За децата во некои краишта се кријат колачи и јајца во домот и во дворот, а тие почнуваат да ги бараат веднаш по великденскиот појадок. Во градските средини се украсува домот со разни нови украси како пластични јајца и разни декорации кои денес можат да се купат во специјални продавници. Во селските средини куќата се украсува пред се со цвеќе. Me